тоа беше во една ситуација кога следевме протест на опозицијската партија ВМРО-ДПМН, во момент кога земав, еве како вие што сега во моментов земате од мене изјава, исто и јас земав изјава од двајца демонстранти. И во моментот кога почнав да разговарам со еден од демонстрантите, само едно момче од позади грб ни се обрати, не праша дали сте од Ал Џезира, веројатно не препозна. Нешто мојот колега снимател одговори да, и во следната секунда осетив како некој ми ја удри раката во која го држев микрофонот и микрофонот ми падна доле на земјата. Бев цел на напад од некои млади кои што беа веќе во некоја си еуфорија и потпадна на тие еуфорични моменти, и јас како снимател бев цел на нивниот гнев кон нештото они што протестираат. За жал се случува не еднаш тоа, лично јас имам многу искуства такви и моите колеги, и уште поголема е разочараноста и револтот кај нас снимателите дека тоа ќе продолжи во иднина како такво. Да потсетам дека стануваше збор за напад координиран веројатно од неколку политички центри, опозицијски. Според мене, јас за потсетување, значи, на Твитер поставив прашање во врска со видео снимено од унгарскиот премиер Орбан за подршка на опозицијската ВМРО-ДПМН пред изборите. Ова сосема легитимно прашање од моја страна предизвика бура на реакции, неописиво агресивни. Потоа почна да ми стигаат приватни пораки, исто така најмалку 2 или 3 од нив беа директни закани за силување и убивање од луѓе кои што воопшто не се ни криеа, значи не стануваат збор ни за анонимни акаунти. Вербалните напади кон мене како новинар не ги доживувам прв пат, но во случајот со Емил Јакимовски стануваше збор за нешто сосема поинакво, со оглед на тоа што веќе бев запознаена дека истото лице е веќе пријавувано за семејно насилство. Затоа имав и многу поголема волја овој случај да се истера до крај, бидејќи сметав дека ако нападите кон мене ќе се разрешат, ќе се реши уште еден многу поважен случај, кој што е поврзан со неговата поранешна сопруга, која со години си има трудено да најде решение за својот проблем низ институциите и има заглавено во тој лавиринт од институции. Во моментов е во подготовка измена на кривичниот законник. Тоа е најавена измена веќе трета година поред на барање на ЗНМ и на синдикатот, каде што се очекува преку таа измена да се направи системска заштита на новинарите и медиумските работници. Тоа подразбира во случај на напад на новинар или медиумски работник на јавен простор, сторителот ќе биде гонет од страна на обвинителството, а казната затвор ќе биде поголема, бидејќи ќе станува збор за напад на лице кое што е во рамки на вршење на својата професија. Ние ова го баравме веќе неколку години. Ова е шанса декларативните заложби на владата да станат на лице место како резултат од нивната заложба, и се надеваме дека во најбрзо време ќе се спроведат тие измени, бидејќи крајно време е да постои системска заштита на новинарите и медиумските работници како предуслов за нивната професионална работа. Диалогот со ЗНМ и со синдикатот е започет и траеше некој период. Ние на иницијатива на овие организации
направивме измена на кривичниот законник, која што е се уште во владина постапка и очекуваме до крајот на месецот да се најде во собрание. Суштината на таа измена е како да се зајакне заштитата на новинарите, односно како да бидат потешко казнети оние кои што ќе ги нападнат додека се на служба како новинари. Тоа целта на ова зајакнување на кривична правната заштита на новинарите е пред се да се зајакне слободата на медиумите, да се подигне на едно друго ниво заштитата на новинарите при вршењето на нивната професија и дигнитетот на достоинството на таа професија да биде заштитено на тој начин, а со тоа и слободата на говорот и слободата на медиумите. Во текстот на кривичниот законник на тој начин практично нападот врз новинар ќе биде третиран како напад врз службено лице. Измените треба да се најдат во собранието до крајот на месецот и не очекувам блокади во собранието, бидејќи во овој процес правивме широки консултации и со пратеници од опозицијата и со граѓански организации кои што стојат за овие измени, така што би било навистина несоодветно, дури и нецивилизирано да се блокираат овие измени, бидејќи се апсолутно во јавен интерес и во интерес и на новинарската професија и на жените. И спроведуваме преку нив определени пресуди на Европскиот суд за човекови права во Страсбург, така што ова се крајно неспорни измени и не би требало да предизвикуваат разлики. Дури јас би, иако не е потребно двотретинско мнозинство, не би се изненадил и не треба да биде поинаку и опозицијата да го подржи овој закон во собрание. Тука морам да кажам дека имаме една задршка околу самиот предлог, бидејќи инсистираме да има измени и во членот 394г кој што се однесува на закани, односно на злоупотреба на компјутерски системи и сакаме кога во иднина ќе има закани по животот на новинарите, медиумските работници, на членови на нивното семејство, преку Facebook, преку Twitter или преку другите интернет платформи, исто така државата, односно во случајот обвинителството и МВР да постапува по службена должност, а не да остане новинарот сам да иде по приватна тужба ги гони овие деликти. Казната затвор за физички напади, но и за вознемирување на новинарите може да оди до 3 години. И новинарите се заштитени од секаков вид на напади без разлика дали се вербални, физички или пак преку електронските комуникацијски средства, значи социјалните мрежи и сите други начини, телефонски пораки и се она што подразбира комуникација. Исто така суштинска разлика и новост е тоа што обвинителството за разлика од досега ќе го гони ова кривично дело по службена должност, тоа значи дека не мора новинарот да поднесе приватна кривична пријава и тоа да се процесуира како приватна тужба, па потоа обвинителството да се придружи на тоа, доколку смета дека треба, туку само новинарот треба да го пријави тоа во обвинителството, да го пријави настанот на повреда или напад во обвинителството и потоа обвинителството го презема гонењето на сторителите по службена должност. Тоа е зајакнат механизам во однос на тоа што е до сега и се олеснува практично гонењето на оние кои што би извршиле напад или вршат напади без разлика дали физички или вербални на новинарите. Секако, многу е важно да се сензибилизираат институциите. Пред се тука мислам на полицијата, на обвинителството, на судството, да им е јасно дека не е ист нападот на новинар, на медиумски работник, тука мислам еве и на снимател, на фоторепортер, и да речам нападот на некое друго лице, иако секако било каков напад осудувам, меѓутоа нападот врз мене е напад и врз слободата на говорот, врз можноста професионално да се известува. И во крајна линија тоа е и напад врз медиумот за кој јас работам. Ако нештото е скривено, некој ќе мора да го исправи. И некој мора конечно да одговара за нештото, затоа што не сме ние снимателите, новинарите, боксерски вреки за лечење на нечии хирови. Јас излегувам на терен за да известиме јавност, една професија која што е една од најсветите професии. Некој седи дома, ја намрзнам или на топло ги известувам за тоа што се случило. Јас уште еднаш се плашам дека ова ќе биде уште еден
уште една форма без содржина. Значи ние во Македонија мислам дека имаме еден куп одлични закони на хартија. Џабе се сите одлични закони на хартија доколку тие не се применуваат, не се имплементираат и не се променат менталитетите на полицијата, на судиите, и тоа произлегува од политичка волја. Јас сметам дека мерките што се во процедура за измени на кривичниот законник во голема мера ќе придонесат да се зголеми безбедноста кај новинарите. Но исто така сметам дека е многу важно и ние во самата фела што повеќе да се потрудиме да направиме дистинкција во своите редови, најпрво да видиме кого прво ние нарекуваме новинар. За да не се случи од една страна ние да бидеме заштитени како службени лица, а од друга страна се уште имаме така наречени новинари кои секојдневно на своите веб портали навредуваат и буквално осакатуваат луѓе, не придржувајќи се ни до минимум стандардите за новинарско известување. Затоа сметам дека пред се безбедни треба да бидеме и ние, но за да бидеме комплетно безбедни ние како службени лица, треба да бидат безбедни и луѓето за кои што известуваме.